Сонја Рилковска ја имавме од Охрид со тема Проект училишта без пластик. Одиме во Велест на тема култура, уметност создадена од природни семиња со Снежана Лазарова Луна, разговара колегата Петар Печков. Добро утро од Велес, поздрав за гледачите. Овој пат, ова утро, гостин интересен, со кого што има што да споделиме со јавноста. Тоа е авторката Снежана Лазарова Луна, која што имаше изложба која е работена со природни семиња. За изложбата, за незиното творештво, за делата, ќе зборувам со авторката Снежана. Снежана, добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов во добри мисли. Еден убав срдечен поздрав за гледачите и сакам да ги известам во овој ден со радост да споделам веста дека овој пат е поставена јубилејната, односно е поставена 17-тата поред изложба, во знак на јубилејот 15 години творештво по делата Ке ме препознаеш, каде се изложени вкупно 37 дела, од кои имам една нова едиција со надоградување на техниката, со нови семиња, 2-3 вида на нови семиња и во овој момент оваа изложба е празник на светлината, на радоста и на дарот што Бог го положи во моите раце. Снежана, во најавата реков дека работите со природни семиња. Кои се тие природни семиња и како се јави таа идеја дека може со тие семиња да се создаваат дела? Во далечната 2010 година започнав едно уникатно творештво. Започнав со белиот орис, кој ми беше многу интересен по форма и тежина и по можноста што ја создава за создавање на една уметност. Белината на оризот ми даде идеја, односно ме наведе на една контраст, црната, многу нормално. Во црното семе го пронајдов во она ситно семе на синапово зрно, символично на Исусовото семе кое се споменува во Библијата, каде се вели дека ако имаме верба, барем толку колку едно зрно синап, ќе можеме да смогнеме да ја поместиме дури и планини во животот. Што значи дека енергијата што ние ја чувствуваме во нашето живење и енергијата која ќе се воплоти во моите дела, дека ќе биде интересна, силна и молитвена. Зад нас во задина се наоѓа и првите ваши дела, тоа е Тајната вечера. За ова дело колку време ви требаше да го сработите? Тоа е од првите трудови Орис и синот, така? Ми требаше поприлично време, околу 2 години трпеливо да го изработам и молитвено, заради тоа што е составано од 8 елементи, од 8 парчиња, кои се на крајот спојувани меѓу себе, заради тоа што во оваа техника се уште не сум пронашла начин како да создадам големо дело, а да биде цело. Во вашите понови трудови ќе користите и нови семиња. Кои се тие нови семиња што ги користите и за што се тие дела посветени? Како секоја техника, секој уметник што се надоградува, така и јас се обидов, всушност се појавува самата потреба за внесување на нови бои и нови семиња. Јас најпрвен го внесов просото во жолта боја, што го означува сонцето, и потоа имаше потреба и го внесов киноа семето со бордо боја, црвената леќа со портокалова боја и во најново време го употребив чија семето, кое е еден интересен преод од црно во црно. И тоа ми беше интересно и затоа го внесов и сум благодарна на идејата. И за крај на овој разговор имате последно дело, тоа е можете интересно и значено, на кого е посветено? Последните дела, најновите се тоа е едиција Мојот и твојот непребол и тие се посветени на моето упокоено чедо и на сите ангели, на ангелите настрадани во Кочани и на сите ангели со скршени крилја. Таа едиција е
покажано и делото скршениот светилник, кој е символ на сите мајки со изгубени чеда и чедата се ангели со скршени крилја. Снежана, останува да ви заблагодарам што бевте гостинка ова утро, да ви посакам плодна работа и следно гостување со некои ваши нови трудови, со ваши нови инвентивни дела, кои што ќе бидат интересни за јавноста. Јас ви благодарам на поканата, на вниманието и на посветеното време. Да, тоа беше Снежана Лазарова Луна, која што твори со природни семиња, можеби единствено во Македонија и на Балканот, која работи со оваа техника. Јас тука би се одјавил студио. Благодариме колегата Петар Печков, го имавме утрово во живо од Велес.